Иницијативата Сакаме спорт во Велес полека но сигурно ги враќа лешени во спортските сали. Во значително помал број од порано, но искрено и со срце не вивеат за градскиот ракометен клуб. Случајно анкетираните граѓани кои со срце го поддржуваат овој спорт ги запрашавме како изгледала спортската сала во минатото, кога Борец играше во првата машка ракометна лига. Порано беше прекрасно, во нашиот град се гледаше спорт, пред се ракометот беше како спорт број 1 во градот. Например, јас се сеќавам во бившата држава, Борец играше во таа бивша втора лига и да екипи од како Партизан Београд, Вардар Скопје, Металург, идеше до Бочица Лесковаc, Трепча, Борац Урошеваc и така имаше добри екипи и ја поддржувам и сакам да гледаме спорт во нашиот град. Борец кој играше, цела сала беше полна и имаше доста успех за тоа што вредеше тоа екипата, а и имаше кој да подкрепува екипата, мислам, доста донации имаше од другите фирми. Порано кога играше Борец имаше добри спонзори. Строгано мора да спомнам. После Тедико. И тие спонзори носеа играчи. Тие играчи играа за публика, да, се полнеше салата, ама децата млади немаа шанса да играат. Значи сега имаа шанси и младите деца да играат. Тони Шопов, еден од најдобрите ракометари на Борец, играч кој многу добро го познаваат велешани, од срце ги поддржува ги меджиите во нивната намера да се врати спортскиот сјај на градот. Поддршка за иницијативата изрази и помошник тренерот на градскиот ракометен клуб Виларов. Иницијативата која покренуваат гимеджиите Сакаме спорт во градот, ја поддржуваме, мислам ја и сите бивши спортисти и мислам дека цел град ќе застане за таа иницијатива. Јас сум еден од, може да кажам, малку те кога се оформи групата гимеджии кој учествуваше во тоа оформување. Тоа е, мислам дека пред 4 години, пред тоа не беа навијачка група Вампири, сега гимеджии. И мислам дека од тогаш до ден денешен се залагаат, ги посетуваат утакмиците на сите спортови во градот. И ја би сакал да истраат во таа иницијатива и да се врати спортот во градот. Секако ја поддржувам иницијативата на Гимеджи и Сакам спорт во градот и се надевам дека таа иницијатива ќе доведе до тоа што градот беше порано, кога имавме спортови во сите гранки, во фудбал, во ракомет, во кошарка, во одбојка. Се надевам дека оваа иницијатива ќе донесе до тоа и апелирам до сите оние што го сакаат спортот да се вклучат активно во оваа иницијатива за Велес да го добие оној сјај што го има порано. И вјубениците во ракометот у трибините велат дека сакаат спорт во Велес затоа што градот заслужува спорт. Воено напоменаа дека ги посетуваат ракометните надпревари во салата. Јас сум редовен посетител, не сум промашил. Сега моментално кога дојде маце на Снага Ракометов, почнав да идам, иначе порано маце од почеток не бев редовен. Порано многу сум доаѓал редовно, скоро сите сум гледал, а сега поретко. Сега е соврски и така, и па и да ви кажем, немаше што да се гледа. Па не почесто, не почесто. 2-3 пати може ради работата и не можеме да дојдеме за повеќе време да посветиме на спортот. Шопов и Виларов се присетија како изгледала спортската сала во времето кога Борец се надпреваруваше во првата ракометна лига. Јас сум еден од тие што играв во оваа сала која беше полна до последното место и чувството е неверојатно. Можете да замислите пред 6000 публика да викаат сите Борец и Велес. Тоа е нешто неописиво и се надевам дека такво нешто ќе доживееме во иднина, кога би се залагале сите да дојде Велес на оноа рамниште што бил порано. Споредба не може да се направи никако. Во тоа време, во 90-тите години, знам и се сеќавам дека сиот град, цел Велес, се чекаше да дојде тој сабот и недел, тој викенд, и се собираа негде тоа познато место кај Јаворот и се договараа на кој спорт ќе одат. Значи, во градот имаше и ракомети мажи и жени квалитетни утакмици, имаше исто и одбојка, имаше исто ракомет, фудбал. Малтене сите спортови ги имавме и се такмичеа во елитни лиги. Салите беа преполни за сите спортови. Додека денеска не би можело да се каже така, денеска исто може да се собираат граѓаните на тоа место и се запрашуваат каде би можеле да гледаат спорт. Размислувањата како да се врати спортскиот сјај на Велес, Шопов ги сподели со гледачите на Велес ТВ онлайн. Мислам дека клучен збор би требало да имаат основните школи. Кога ја почињав да играм, да тренирам ракомет,
малтене секоја школа имаше секции во спорт и се знаеше која школа во кој спорт би дава играчи. Сега е тоа запоставено, се сведува се на некои си приватни школи, кај што мислам некој час и чест работат професионално, ама некој мислам дека само онака ради реда ги држат тие школи. Значи, паќе напоменам, би требало се да почне од школите, од основните школи. Да се направат тие секции во спорт, да се направат мини лиги, општинска мини лига на основни школи, на средни школи и да се покрене сето тоа некоја си иницијатива од таму. Овој град, овие луѓе го знаат спортот, вие граѓани, и мислам дека многу малце треба да се направи за да биде посетено и да биде салата полна. Пред само 3 години, кога Борец влезе во Суперлига, ја мислам дека настапувавме у првата лига, како во моментов, салата беше малтене, имавме 1500 до 2000 души публика во првата лига. Дури ни суперлигашките екипи немаат толку посетеност. Цела иницијатива, мислам дека ќе кажам, градските татковци треба малце да превземат некои мерки, треба да се најде некој модус како би се спонзорирале клубовите, да почне малце да се вложува повише во тие деца, да има малце повише деца во салите неголи во парковите. Со неговите размислувања се согласи и Виларов, кој напомена дека финансиите играат неголема улога во враќањето на спортот во Велес. Треба градот да добие малце повеќе вработувања, да добие повише фабрики да работат како што треба, како што беше порано, за да можеме преку нив да успееме со одвојување на средства во сите спортови Велес да го добиеме се што го имаш. Знаеме дека во минатото Велес беше индустријски град, работеа многу фабрики, така да имаше и можности повише спортови да се спонзорираат. Сега знаеме каква е ситуацијата, се е приватно, така да благодарение на општината и ракометниот спорт во градов еве го напредува, одиме нагорна линија, се надевам дека ќе се најдат и поголеми спонзори за Велес да го врати оно што го имало порано. Иницијативата Сакаме спорт во Велес се напишана со црвени букви на бело знаме. Гимиџиите ја промовираат на сите спортски надпревари во градот.